Прочитав еден наслов на статија кој што некако во само неколку збора ми објасни целата ситуација што се случува во оваа држава со години наназад, без разлика, независно од тоа кој е на власт во моментот. А насловот вели дека за одреден проблем сите надлежни се прогласуваат за ненадлежни. Значи, очигледно имаме во државава проблеми и прашања кои што едноставно нема кој да ги реши, не се знае кој треба да ги реши и затоа постојано се префрла топката од една институција на друга институција, па не на овој шалтер на оној, не во таа зграда во онаа зграда, па не во ова министерство во она министерство и така натаму и така натаму. Меѓутоа сакам да се навратам малку на проблемот за кој што сите надлежни се прогласуваат за ненадлежни. А тоа е проблемот со јавниот транспорт во државата. Конкретно се работи за оној комбиниран билет за јавен транспорт кој што им е потребен на оние луѓе кои што постојано секојдневно патуваат од еден град во друг на работа, за во школа и така натака. Значи, јас, например, лично сум имала некоја среќа да се родам во место каде што се ми е достапно, се ми е блиску и пак се жалам. Меѓутоа, не размислувам на она дека има луѓе на кои што ова ми е голем проблем, секојдневен проблем со кој што се соочуваат. Например, луѓе кои што можеби живеат во Велес, а работат во Скопје и мораат секој ден да патуваат за на работа. Нели, прво да земат воз или автобус за до Скопје и потоа од автобуска да отидат на своето работно место со јавниот транспорт во Скопје. И како што тоа е решено во други држави, има обид да се реши ова прашање и во Македонија, нели, да се направи некој комбиниран билет кој што ќе можат да го купат на едно место и да го користат и за воз, и за автобус и така натака. Ќе ви ја постирам целата статија да се информирате малку повеќе за прашањево. Она што јас сакам да го кажам е дека мислам дека е време да престанеме да правиме глупави муабети од типот дека провинцијалците доаѓаат во Скопје и ни земаат работа или не знам што, или нека се вратат од кај што дошле, бла бла, и сите оние коментари одвратни кои што ги читаме секојдневно на социјалните медиуми. И малку да се запрашаме што зборуваме, затоа што сите сме луѓе и сите сме во потрага по поубав и посреќен живот, сите сме во потрага по подобра работа за да можеме да си дозволиме подобар и посреќен живот. Сите сме исти и треба да имаме исти можности без разлика каде сме родени или во кој град, затоа што ние самите немаме никакво влијание врз тоа каде ќе се родиме, така не можеш да бираш ти каде ќе се родиш, ама можеш да одбереш дали ќе бидеш идиот на социјалните мрежи и што ќе пишуваш, нели? Појдете, прочитајте ја статијата за проблемов и ајде да бидеме пофини едни со други, да се почитуваме без разлика на тоа од каде сме, какви сме, дали сме машки или женски, или која вера сме, или не знам, се поред. И стиснете subscribe ако сакате да гледате и понатака вакви некои видеа. Не се важало дека постирам видеа на YouTube, ако не го кажам тоа.